приоритети, приоритет на локалната самоуправа во текот на сите овие изминати години е решавање на проблемот, на деценискиот проблем со водоснабдувањето во општина Неготино и затоа пристапивме према реализација на неколку паралелни проекти. Најпрво започнавме со регулирање на притисокот, односно хидравлична регулација на притисокот, која е за прв пат воспоставена во Република Македонија, со тоа што притискот го намаливме од 10 на некаде 2,5 до 4 бари и со тоа е смален бројот на дефектите во самата водоводна мрежа, а паралелно на тоа започнавме со реконструкција на водоводната мрежа во град Неготино и тоа во должина од 8 километри на 10 улици. Примарната е веќе завршена и очекуваме во следниот период да секундарните приклучици од секое домаќинство бидат вклучени во самата водоводна мрежа и во следниот период планираме уште на нови 5 улици да ја замениме и со тоа целокупната водоводна мрежа во град Неготино ќе биде комплетно заменета. Со тоа ги смаливме губитоците на вода кои беа над 70% и тоа драстично, повеќе од 40%. Нормално и со изградбата на нови два резервоара за вода, две нови акумулации, едниот во село Тимјаник за висока зона Неготино од 500 метри кубни и другиот лоциран во село Пепелиште од 250 метри кубни. Покрај тоа сите паушални приклучоци им ставаме водомери, значи секое домаќинство мора да добие водомер. Исто така дивите приклучоци сите ги исклучуваме, бидејќи Неготино има најевтина вода за пиење во Република Македонија и според тоа планирам дека со реализација на сите овие проекти комплетно ќе биде решен проблемот со водоснабдувањето во текот на следните години и нема да имаме проблеми од тој карактер. Покрај тоа општина Неготино веќе оформи 3 индустријски зони, од кои едната е и целосно продадена на површина од 25 хектари, тоа се вкупно 17 парцели и очекуваме инвеститорот до крајот на месец февруари да започне со изградба на инфраструктура и стопански капацитети, каде што голем број неготинчани и малку пошироко од регионот ќе го решат проблемот со вработувањето и покрај тоа што во Неготино драстично е намалена бројката на невработени од 2006 некаде над 4000 невработени, сега таа бројка е сведена само на 1000 невработени, активни баратели на работа. Ние за некој ден планираме комплетно планска документација да ја довршиме и да објавиме за продажба и другата индустријска зона Дуброво Тремник на површина од 85 хектари. Веќе има пројавен доста голем интерес и сметам дека набрзо ќе биде продадена и започната нормално по вадењето на градежни дозволи, започната со изградба на индустријско-стопански капацитети. Исто така оформивме индустријска зона од 35 хектари која е во крајна фаза на финализација и истата во следниот период ќе биде понудена на продажба на домашни и странски инвеститори и со тоа сметам дека ќе го заокружиме процесот на индустријски зони, каде што во следниот период се очекува во општина Неготино да бидат изградени голем број стопанско-индустријски капацитети. Во изминатиот период реализиравме голем дел од патната инфраструктура, како регионални, така и локални патишта. Еден од тие е патниот правец Курија-Паликура, кој води од Неготино до општина Росоман и тој патен правец е скратен за цели 12 километри. Исто така го направивме патот од Неготино до Тимјаник, од село Тимјаник до Долни Дисан, тоа е најлозарскиот крај во нашата општина и нормално еден од пофреквентните патишта Неготино-Криволак во должина од 3 километра, каде што се доаѓа преку Криволак до полигонот на Арама. Исто така и тоа е доста користен патен правец. Исто така извршиме уредување на неколку централни подрачја во повеќе населени места во општина Неготино, значи во селата Војшанци, Тремник, во село Курија, село Долни Дисан, село Тимјаник и сметам дека покрај тоа и решавањето на фекалната и атмосферската канализација во скоро сите населени места во
општина Неготино заокруживме еден процес каде што општина Неготино, односно сите населени места добиваат една урбана слика, а во центарот, во централниот дел на градското подрачје го продадовме пред известно време најатрактивниот простор, тоа е на местото на руинираната сала ДТВ Партизан, каде што треба во следниот период да никне еден деловно стамбен комплекс, тоа е П+4, значи 2 ката деловен простор, 3 ката стамбен простор. Тоа е најатрактивната локација во град Неготино, а во следниот период планираме продажба уште на една атрактивна локација, тоа е на просторот кај старата гимназија во град Неготино. Мој императив од секогаш бил и ќе остане да Неготино како граѓанството, така и стопанството да добие еден ефтин енергенс, а тоа е гасот, и гледаме дека гасоводот веќе од Штип веќе стигна до Неготино. Знаеме дека минува преку Неготино, помеѓу Неготино и село Тимјаник, до преку Кавадарци па до Битола. Ние планираме да веднаш после тоа ја приклучиме секундарната гасификација, веќе пристапиме према подготовка на проектна документација. Бенефитите ќе ги почувствуваат како граѓаните, така и делот на стопанството, каде што сите компании можат да произведуваат еден поевтин и конкурентен производ, бидејќи користат еден многу ефтин енергенс, и сметам дека и од аспект на заштита на животната средина, ние како општина Неготино ќе имаме големи придобивки во тој дел. Покрај гасификацијата и водоснабдувањето како приоритети во текот на 2017 година останува доизградба на патните правци од Горни Дисан до Вешие, нормално со комплетно асфалтирање на тој патен правец, и патниот правец Калањево Бела Вода. Планираме во централниот дел на град Неготино да изградиме една модерна површинска фонтана, да го доуредиме просторот кај спомен на Костурницата, тоа ќе биде една голема зелена паркова површина, да доасфалтираме уште неколку улици кои не се асфалтирани во централниот дел на град Неготино, и да ги завршиме сите инфраструктурни кои се веќе започнати во град Неготино, нормално со доизградба на веќе завршената проектна документација на кружниот тек кај автобуската станица и уште 2 кружни тека, едниот на излезот спрема Кавадарци и едниот во централното градско подрачје.